Благодарам, почитуван председателе. Колега Стефан, ниту во деловникот, ниту во Уставот не пишува едно непишано правило, а тоа е правилото на домашно воспитување. Ние сите тука сме исти, пратеници избрани од народот, меѓутоа возраста не ни е иста. И прво и пред се треба да се однесувате со почит кон постарите. Очигледно дека оваа лекција сте ја испуштиле. Може би сте бегале од часови, не знам. Ајде сега околу вашиот говор, млад колега Богов. Значи, сакавте лично да ја дискредитирате председателката на Комисијата за образование, меѓутоа таа треба да ви биде репер како треба човек да работи и да ја гради својата професионална кариера. Млад колега Богоев. Човек кој што има над 70 научни труда не заслужува, прво и пред се не заслужува интерпелација, јас овој став ќе го бранам до крај, а потоа не заслужува особено од еден млад екземплар на платената револуција вака да се однесува и вака да зборува. Ја спомнавте, почитуван колега, ги спомнавте изборите. Па вие сте единствената опозиција во светот која што се радува да нема избори, а при тоа да нивниот лидер да кажува едни небулозни изјави од типот ние ќе победиме на избори, меѓутоа Груевски нема да ни ги признае изборите. Мислам, катастрофална изјава. Знаете што, колега Стефан? Ајде, следната недела може да одиме на избори. Спремни сте за избори? Ние сме спремни за избори. Меѓутоа вие, колега Стефан, не сакате да одите на избори. И, колега Стефан, не е работа на председателката на комисијата да гради домови за студентите. Домови за студентите гради оваа влада, градела и ке гради. Значи, тоа што вие шајка немате удрено кога сте биле на власт, сега ние го надополнуваме и го надградуваме. И за крај, ме интересира како председател на младината на СДСМ за ставот на вашата партија. Сега излезе вашата партија со реакција дека ја осудува акцијата на МВР за Еразмус акцијата. Па ме интересира, вие ги браните студентите или ги браните оние што ги злоупотребувале студентите и оние кои што зимале мито? Очекувам во вашата контрареплика да ми одговорите. Благодарам.